стигнавме и до ромското мало, сега ќе направиме една мала споредба помеѓу ово мало и центарот, централното подрачје на градот. Каква е атмосферата пред новогодишна овде и каква е атмосферата во центарот на градот. Еве, ќе прашаме овде како, дека, кој за нова година? Не знам ја. За нова година? Како ќе прославите? Како сите и ние така. А тоа како сите е? Како сите. Како ќе прославите, на кој начин? Во домашна атмосфера или некаде? Ебе домашно брат, домашно да. Океј. Нема, да? Живот нема, нема социјално, тешко живот. Само ни лаже. Тај Груевски партнер. Почав по политика. Добро, како изгледам во камерата? Супер изгледате во камерата. Бомбончи. Како Тито Петковски. О, како сјаи сребрениот зап. Многу добро, фала ви многу. Нема да одговорите каде за нова година? За нова година? За нова година каде? Немаме пари, бе, дечко, немаме. Вие се во парите, вие се во парите, целија во парите. Немаме струја, да. Па на свеки, романтична нова година, на свеки. На свеки, да. Романтична нова година, на свеки. Океј, ви благодариме, тоа е. Океј. Каде за нова година? Каде? Овде на патот ги правиме нова година. Ни струја има, ни вода има, ни пари има. Как ги Само проблема. Само пари да има сега да ги правиш нова година. Ако нема пари, што ги правиш? На патот ќе си. Еми, дека гледаш? Мора на пато да видиш. Ама повторно ќе сте сите заедно и пак ќе ви е убаво. Ако нема пари, нема заедно. Ама како пак ќе сте заедно и да нема пари, повторно сите заедно ќе сте. Да, нека пушто струјата, нема социјално 2 месеца. Как ќе живеат овај народ тука? Ајде кажи. Многу проблеми. Тај држава не дава ни социјалич ништо. Как ние да живееме? А више ово си дотеран. Ама ти не дава социјал. А? Стурија нема, пари нема, как ние да живееме тука? Не можеме да живееме. Имаш добар телефон, имаш современ телефон. Телефон ме брат ми. А ти каде за нова година? Во Анталија. Во Анталија. Да. Браво, е еден позитивен. Човек кој што знае да сонува. Зошто баш Анталија? Пошто многу пари имам. Фул пари. 50.000 евра. На страна. Да, бе, да. На која страна? На десна страна. На десна страна. Имаш 50.000 евра, а на лева? Многу долг имам од лева страна. И сочувствуваме со тебе и ти благодариме што ни одговори на прашањето. Опа! Каде за нова година? Не, нема да бидеме тука за нова година. Каде ќе бидеш? Ќе бидеме за Грчка ќе одиме. За Грчка? Работно или? Таму ќе свираме. Со оркестар сме ние, ќе свираме таму. Значи музикално. Со музика. Да. Добро, а оние кои што ќе останат овде да ја прославуваат новата година, дали мислиш дека убаво ќе се поминат овде во ова мало? Сиромаштија за денес на овој време се сиромаштија сам. Дали е се во парите или има нешто и во друштвото? Дали е битно друштвото за прославата новата година? Пари ќе славаш, ако немаш пари што ќе славаш, немаш. Нема сиромаштија, не гледаш народот, нема ништо. Нема социјал, нема ништо, не гледаш. Каков е бед? Тешко. Едно не гледаш. Оп! Ајде! Здраво, поштување. Каде за нова година? Во Грчка сме не. Во Грчка, на свирење и вие, така? Да. Значи, оној што го праша претходно ти е колега по Сеиза. Не сме баш, не сме оркестар со него. Джемал дома е. А ти си Джелал. Добро, ќе се запознаеме. Значи во Грчка, ама работно. Ние сме оркестар Агушеви, млади Агушеви, да. Да, па... Не сме заедно со него. Не сме други, да. Да. Не сме, не. Абе зашо? Абе зашто? Инаку јас морам да кажем дека се извинувам. Инаку тој е мојот школски, Джемал и Джелял, тоа се двајца браќа кои што од мали нозе видоа дека заедно учевме и видоа тие дека за да екзистираш, тоест да дојдеш до финансиски средства, треба нешто во животот, нели, да си најдеш, тоест да почнеш да правиш. А тие тоа го најдоа во трубата и во кларинетот. Значи доколку сакате да го слушнете нивното дуо и тоест да ги слушнете сите Агушеви, можете слободно да повикате телефонски број 070 748 468. Фала многу, ви благодарам. Джелял Агушев. Ајде!
Ајде, ој. Токму и од нас почнаа да бараат пари затоа што ги снимаме, меѓутоа и нашата ситуација да знаете каква е, сигурно ќе се расплачете тука сите што се соберат околу нас. Да ве прашам каде за нова година? Вас ве прашавме. Што треба? За нова година каде ќе оди? Дома ќе бидеме, каде да? А зошто дома? Нема пари или? Па имам пари, за моја фамилија има пари. Значи си задоволен? Задоволен сум. Од животот сум задоволен. Значи, апсолутно причината по која што сте дома заради тоа што сакате да бидете со својата фамилија. Да, не ќем да излезам на страна, затоа што има многу проблеми кога ќе излеваш по ресторанти, по кафани и затоа не ќем да излевам јас. Значи, тоа е причината кај вас. Кај вас причината каде ќе бидете за нова година или нема да одговорите? Вие ќе одговорите? Една позната фаца во ова мало, инаку вие сте? Добар ден. Добар ден, вие сте? Ние сме Агушеви, знаеш Агушеви. Еве сега пред малце разговаравме со Джемал и Джелял и тој е од Агушев. Да. Јуто тие се младите Агушев. Те са младите. А Билхем Агушев? И он е младите. И он е младите. Значи има две групи на млади Агушев. Да, сите са млади. А вие сте од старите Агушев. Ние сме старите Агуши. Дали уште функционирате или веќе се повлекат? Се функционира, но още се оде. Значи още си свират. Каде е за нова година? Дали е по свирка? Првата вечер Грција. На свирка? На свирка, а втората вечер во Шведска са. Охо, а каде во Шведска? Там во центар. Во центарот на Шведска? Да. Да ни го откриете името на локалот каде што ќе бидете или приватно во некоја куќа? На центарот на площадот. На площадот во Шведска? Да. Во кој град? Баш градот, не ми текира, пише долу на дефтерот. Добро, ви благодариме многу. Значи, работно ќе ја поминете новата година. Ви посакуваме се најдобро, а ние продолжуваме понатаму да ги прашуваме нашите сограѓани каде и останатите ќе бидат за новата 2010-11 новата година. Па не знам, ако има нещо тук на Струмичкиот площад ќе биде добро или тоа значи дека тук ќе уславите. Ако има нешто интересно, уште не знам што е распоредо, ако не е Скопје площад, некоја дискотека или не знам што. Значи вие сте европски настроени. Тоа значи дека ја славите новата година на площад. Па ако има нешто интересно, да, ако не пак е дискотека или значи немате никакви планови. Значи немате никакви планови. А со кој ќе славите новата година? Со друштво. Со друштво. Дали ќе се разфрлате на самата новата година? Например, со пари, по пејачки или по пејачи? Не сме тој тип. Не сме тој тип. Едно прашање ви дадува нарачка. Де да ја чуеме каде? Нарачка за Кузман Јосифовски. Значи добро, немам врска. За нова година да не одите на Кузман Јосифовски? Не одиме, не. На работа или? Па не знам, не сум одлучил още. Дали сте сигурен дека нема да бидете на работа? Па не знам. И тоа не знаете? Не сме сигурни. Не сте сигурни? Добро. Се надам дека ќе се осигурите за брзо време. Ево уште тоа е значи екипата на кафе, на такси 1595. Титни на 078351595 и ќе ти се јават доколку немаш кредит нормално од Супер такси 1595. Каде за ново? Каде? Ќе видиме. Не знаеш никаде каде ќе одиш да ни откриеш сега пред цялата Струмичка јавно себе 3 недели унапред. Да. Ќе видиме сега дека оти моментално може да беле не Пепи нешто. Од кај сте? Од тук од Струмица. Од Струмица. Што во Пепи? На музика. Со другари? Да. Не сте музичар? Музичар си. Музичар си? Свириш? Ама не свирам веќе. Значи си пензиониран музичар на колку години? Не сум пензиониран. Млад пензионер? Да. Млад пензионер во моментов. Значи, може би кога ќе паднете финансиски, повторно ќе се вратите на музика. Да. Дали работите нешто сега ефикасно? Сега сум моментално дома. Сезонски работам у Монополо. И така.
година се ближи, а тебе душа не ти трае. Меѓутоа нова година што туку дојде, да. И бидејќи дојде нормално дека треба некој да го праша овој струмички народ како ја поминал и каде ќе ја продолжи новата година и овие празници што доаѓаат. Какви се амбициите, аспирациите за теколнава година, односно за годинава која што само што ја започнавме, да. Да, значи почнуваме да ги прашуваме и подпрашуваме нашите сограѓани, струмичани нормално, а бидејќи ние не ги честитавме официјално нова година, јас ќе ви кажам дека во оваа нова година да имате многу повеќе убави моменти од минатата и се што сакате, а пред се здравие да ви се исполни, да немате депресии, психички падови и така и други наречени моменти на долно ниво. Да, и мислам дека доволно ја свативте пораката. Забраната паркирање бушни гуми, а ние продолжуваме понатаму низ нашава струмица да прашаме, да подпрашаме, да запрашаме кој како каде ја помина новата година и како што рековме какви се амбициите и аспирациите за следнава, односно за годинава која што ја започна. Ајде одиме понатаму. Малку е атмосферата по се изгледа падната после овие еуфорични ноќни часови по новата 2011-та. Дали го кажев добро тоа, не сум баш не сигур. Има и реклама за нова стоколна куќа, ова не бех го видел. Ова не го немаше приметено. Дали ти го имаше приметено? Не. Добро, еве ќе почнеме да видиме кој ќе ускрши ледот. Чек мал. Стој! Полиција, стој. Стојт. Рапарчено сти, рапарчено. Стојт, не бегајте. Што бегајте са? Здраво. Вие сте? Јас сум Никола. Од каде си Никола? Од Секирник. Од Секирник. Каде беше за Нова година? Од Секирник. На площадот во Секирник? Нема площад. Во домашни, во диско? Да. И како? Супер, закон. А сега? Сега 2011? не знам дали ќе сме живи од 2011. Добро, супер, фала. Многу празно. Ама ќе го исполнаме со моменти ладно, навистина е студено Сари, ладно сега. Не ми бути некои зборови у муцка што не треба. Добро. Фати и клупичките. Дека. Лазо, ти си најдобар за анкети. Шо мене мачиш? Мера баби. Здраво. Здраво. Каде ја помина ти новата, каде ја прослави новата година? Дома. Дома и како? Јарно беше. Супер. Супер. И какви ти се желбите за оваа 2011 година? Добро беше. Ама не, какви ти се желбите? Што сакаш да ти се исполни? Кои желби сакаш да ти се исполнат во новата 2011 година? Јарно со другарите прекарано. Освен што прекаравте со другарите оваа година, што сакаш да ти се исполни? Што желби имаш? Жалот, шо? А што те желби? Кеф. Кефот ти се исполни. Ајде нека ти се исполни кефот таа година. Еве малце од постарата генерација. Здраво. Едно прашање. Кратко. Како ја поминавте новата 2011? Ние како стари дома си поминахме. А дали тоа е дефинирано дека старите мора да бидат дома за новата година? Не, това зависи... Што секој стар човек, кој ќе го прашат каде за нова година, кажува дома, па каде ние сме стари. Не. Децата излеват, они одат, слават, па и ние повеќе дома седеме. А како ви се желбите во ова нова 2011? Желбите ми се се убаво да биде. На тоа убаво се мисли на среќа? На среќа, здраве, друго што? Што ќе им препорачаш на нашите сограѓани струмичани во ова нова 2011? Јас им препорачувам секој што има желба да му се исполни, да се здрави и живи и сите, прво наоколу, па после и на нас Господ да дава здраве. Ви благодариме многу. И микс правиме. Е малку едниот, после другиот и на крајот пак нешто. Трчи. Чекајте малку. Оп. Не бегајте, здраво. Зашо не?
Каде ја поминавте, каде ја прославивте новата година? Домашна атмосфера е поминавам. Как се поминавате? Убаво беше. А какви са желбите за новата 2011 година? Са какви са ми. Има много желби за новата година. Пример нещо? Повече любов, повече среќа. Здравие? На първо место здравето. Супер, много срамежливи, защо така? Не знам. Добро, фала ви много. Айде. Опа! Добър трик, Нешо! Какви са желбите за новата 2011? Среќа, здравие, успех и така. Ви благодарим. Тежко ли беше? Не. Фала много. Айде, здраво, бегате. Еден барам. Лезте праше. А що имате срам? Нема срам на нищо. Аз те държим. Държи го. Како си помина за новата година? Прекрасно си помня, добро беше. Каде беше? Во Штип бев малце и така. И како во Штип? Добро, имаше атмосфера и добро беше. А кои са желбите за новата 2011 година? За по-добър живот, пък ќе видам како ќе е. Па како ја поминавме новата година, можете да видите, но не се откажуваме. Иако нашите сограѓани малци се срамежливи, некои се плашат, некои мислят дека ова може да ги... Не е страшно. Да видиме. Едно прашање, кратко. Каде ја поминавте новата година? По пат. Како по пат? По пат пътувахме от Швейцария. Значи вие сте от Швейцария. И по пат ја поминавте, ја прославихте по пат. Кои са желбите за новата 2011? Много здравие. Фала много, гледаш дека не болеш. Тук типчеш. Извинейте го. Едно прашање само, шо бе? Каде ја прослави новата година? Па во Крушево, во хотел Монтана. Знаев дека некаде ќе настранат и така не се оставаш никогаш. А кои са желбите за новата 2011 година? Желби, има много желби, а пред се много здравие, среќа и любов. Супер, фала Марио. Иначе среќна нова година, не сме се честитали. Говори за рибите, аз ги мерам. Ване, ело Ване. Ел говори. Го чекаме Вањето. Аз ги мерам, ти Што вите ово? Крап израелски. Ти си знаел. Видели са, он за... Крап израелски, дали тоа знаеш дека од Израел? Не, това е от Македония, от Чешица. От Чешица, а зашто израелски крап? Таква ма сорт. Така се вика. Значи е донесен од Израел тук? Донесен е от Израел, па тук го гледаме. Како е, дали има... Нема. Слабо? До пари. Много сиромах народ. Дали имаш да им кажеш нещо на нашите гледачи, што ќе им посакаш во новата 2011? Здраве най-много. Най-много здраве. Фала много. Знам да ти немат пари. Ване! Хайде, Ване. Што значи ова? Това е за бадник на трапезата на маса, се поставува и среќа носи за цела година. Дали тоа јаворово, како дрво е ова? Това дъбово. Дъбово дрво. Да. И колку чини едно вако? 10 дена. 10 дена. Да. Значи ова е за бадниковата? Бадникова, това е традиция, мислам. Така е останало от старите още и... Значи вие го изработувате тоа како фамилиарен? Ама тоа сега цела година се чува, мислам, се поставя дома на некоја ветринка или до година, това време се поставя нова, това се изгора у огнеца. Поставя се горе. Значи таква е традицијата? Традицијата, од цар още. Ова се изработува, значи, около година време. Го оставате да се суши? Не, мислам, това е сега... Пресно? Пресно, да. Тоа до година се горе, од пресно се остава пазар. Како е побарување? Дали луѓето се заинтересувани? Има потрошно, 10 динара, мислам, не е секоја фамилија. Значи луѓето сепак сметат дека среќата може... Да, може пракова. Што ќе им пропорачиш на нашите гледачи во новото 2011? Јас би пропоручил прво здраве. После колку има пари, средства, да. Оп! Не! Им го сменивме правецот на движење. Фимче, срамно е това ще оправят. Каде помина? Каде прослави новата година? Во Антика. И како помина?
Супер, феноменално. А кои са желбите? Значи супер феноменално. А кои са желбите за новата 2011 година? Да биде се окей, како што треба. Фала много. Фала, нека биде се окей како што треба. Здраво. Здраво. Каде беше ти за новата година? На Ловен дом. Каде? На Ловен дом. На Ловен дом. Да. И како беше на ловниот дом? Убаво. Дали ловевте нещо? Не. Не? А дали имаш някоя желба која сакаш да ти се исполни оваа година? Много. Значи овдека треба да биде и сами од крај на нашата анкета, затоа што ги уморивме доста нашите сограѓани со нашите толку тешки прашања. Еве јас да ја подржам среќата. Јас сакам да кажем дека овде е нели крајот, завршуваме овде пред самите семафори во центарот на градот. Прашавме кој прашавме, имавте мала ретроспектива за она како сакаа да поминат луѓето од Бетовенова, како сакаат да ја прослават новата година, какви им беа желбите пред да дојде новата 2011 година и сега како ја поминаа, нели како ја прославија новата година. И уште еднаш ќе ви посакаме и ние среќна нова година, да ви се исполнат сите желби и здравје пред се. Тоа беше се од ова издание. Премиерната во новата 2011 емисија. Мислам дека ќе го задржиме вниманието и ова 2011 година. Останете со здравје и видете да се како беше да се падне во вас парич, како да се изразам. Де Горан ти Нема, ќе се изразиме најпросто и наједноставно. Нека биде во вас паричката и нека биде во вас среќата оваа година. Нека да следи среќа. Поздрав. Hey, Grom, Ewa, Grom!